Американскиот председател во Тел Авив пред денењако ја повтори поддршката за Израел. Земјата работи на одбрана на својот народ, е ставот на Бајден. Кои се всушност неговите ставови, го вклучуваме Мартин Николовски од Гласот на Америка. Мартин, очигледно е дека работите се многу флуидни на терен, како во Израел, така и во Вашингтон. Суза, добро вечер од Вашингтон. Точно така, американскиот председател Џо Бајден само што имаше обраќање во Израел. Секако не му е лесно да ја пренесе пораката која сакаше да ја пренесе, зашто назад во неговата држава Конгресниот представнички дом и по два обиди не изгласа спикер, а без тоа нема шанси други точки да се стават на дневен ред како што е одлучување за евентуална помош за странство. Во меѓувреме и вториот дел од неговото патување во Јордан е откажано зашто средбата на лидерите таму е откажана, а објаснувањето е дека во вакви услови се мисли нема на конфликтот во Израел и Хамас нема услови да се постигне било какви резултати на кои е сметано. Инаку на председателот Бајден му се придружи државниот секретар Антони Блинкен, кој деновиве е во интензивна дипломатска акција во регионот. Тој вчера во Аман разговараше со палестинскиот председател Махмуд Абас. Дипломатијата на високо ниво на САД доаѓа во услови на загриженост дека војната меѓу Израел и Хамас може да се прошири во поголем регионален конфликт. Милитантите на Хамас го обвинија Израел за експлозијата во болницата Ахли Араб во градот Газа. Израелските одбранбени сили негираа дека се виновни, велејќи дека погрешна ракета истрелана од паравоениот палестински исламски џихад ја погодила болницата. Милитантната група ја негираше одговорноста. Ова е типично за конфликт и двете страни вообичаено имаат различно толкување на настаните, но реперкусиите на регионот допрва ќе се видат. Всушност, веќе се гледаат, зашто до светот допираат вести за огромни протести без оглед кого, односно кое толкување го прифаќаат. Мартин, да го искористам ова твое вклучување во дневникот и да те прашам уште и за представничкиот дом во САД, се уште нема избрано председател, докаде е изборот на спикер? Сузе, синоќ ќе се одржа уште едно неуспешно гласање. Конгресменот Џим Џордан се уште е во игра, но му фалеа 20 на гласови. Додека го зборуваме ова, во Конгресот се подготвува ново гласање и секој момент ќе знаеме каков е епилогот. Очигледно не сите републиканци се подготвени да гласаат за силниот поддржувач на поранешниот председател Доналд Трамп, а тоа е пресудно во случајов. Многумина барем досега не беа спремни да застанат на таа линија со Џордан, кој исто така не ги призна резултатите на минатите избори. Инаку, како што знаете, оваа функција е голема кочница, зашто спикерот е трет човек по моќ во американскиот политички систем, по председателот и подпредседателот, и доаѓа тој начело доколку нешто им се случи на првите двајца. Сузе? Мартин, благодарам. Мартин Николовски се вклучи од Гласот на Америка во дневникот со повеќе информации околу посетата на Бајден во Израел.